Дечки, здраво. Само што се размрдав кај мене во поткровље и да ви кажам, обично кога се прават вакви финти, многу е битно, да се има, многу е битно да се има стабилна папуча. Уствари, ова го имам вежбано многу пати, за да можеш вака гладко да поминеш и да се качиш со модата и да се симнеш тамо кај што треба да си искусен. И пред се, треба да си многу сигурен у тоа што го правиш. Што сакам да кажам, нели тренерки со сако не идеа, така? Да бе, не идат, тренерки сако. Ај види. Види. Ова што виси е само елемент кој сакам да го истакнам во однос на битност на носење. Што сакам да раскажам? Не ќам тука да ви замарам, нити па да ви го трошам колорот на компјутерот. Мајца, сако, кравата. Иде? Нели не иде? Иде. Ако знаеш да ги носиш, иде, трча по тебе. Што сакам да речам? Модата е многу битно да ја фатите кога е на високо. Ниската мода е тапа. Ниската мода дури да е креаторски битна, за вас да е правена ниска. Мода е ниска мода и тука нема муавет. Да ви дадам неколку елементи кои се поврзани со потеклото на високата мода. Високата мода, може слободно да фрлите еден швенк со очињата по мојот гардеробер, ги извадив оние примероци кои ги чувам за свечани посебни прилики. Што е битно? Битно е да се знае историски на Алпите, Осогово, во Крани, сите малце повисоки места, Крани го ставив само за да разбие, се уствари креатори или мајка на високата мода. Уште многу одамна швајцарците на Алпите почнале да внимаваат како да се носат. Тука прв пат имаме пример на сукња со сако и кравата. Сега, ако си умен, можеш да ги искомбинираш сите тие три работи и да изгледаш совршено модерно. Тоналитетот на облекување тотално е небитен. Сакам да речам, може да си носите боја и да ја ускладите истата боја, ако верувате дека добро ви стои. Значи, пак ќе дојдеме дека се е како го носиш тоа што го носиш. Инаку, обично, на веселби кај блиски пријатели не се оди многу дотеран. Обично луѓе знаат да направат грешка, да се истарумпаат и да се натафтаат, ова се стручни модни изрази, и да бидете тамо како едно големо колаче натунтано на свадбата, да мислат дека вие сте тој младоженецот. Не еднаш бе да видов човек у тренерки да отиде на свадба. Сте виделе? Не сте виделе, затоа што многу ретко се случува кај нас високата мода. Еве ви еден предлог. Тренерка со малце поспортска мајца, сако со кратки ракави, високи чорапи и кломпи. Не можам да издржам, кидам по кломпите да ги најдам, а во меѓувреме да ви кажам дека сите финти кои ги гледате овде и бои кои се ускладени, може да ги користите, пошто ја ве частам, ја го смислувам начинот како да се носите. Ете така изгледа висока мода, браќи и сестри. А вака се клоцка. Сега ви раскажав како и од каде потекнува високата мода и како треба да се носите за да бидете среќни. А следниот пат ќе ви покажам како да го следите чом на телевизија и да го гледате во живо, а како да е без мустаки.